Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Баш термин. Знаете дека тука сме за вас и со вас, се со цел да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневниот живот со здравјето. Така ќе биде и оваа емисија, уште повеќе што ќе опфатиме една интересна тема која што опфаќа еден покомплексен проблем со здравјето, односно повеќе видови на заболувања, а тоа е дебелината. 4 март беше светски ден на обезност, се одбележа и кај нас и во светот, и ми се чини дека години наназад дебелината се повеќе се представува како проблем за сите заболувања, пред се за срцевите заболувања, значи појавата на шеќер и така натаму, а за сите овие работи подетално веќе со мене во студиото е доктор Танер Хасан, кој што е специјалист интернист, субспецијалист ендокринолог, и ќе говориме на оваа тема денеска. Ќе ни објасни многу детали во однос на тоа каква е состојбата кај нас, дали ние можеме да кажеме дека сме дебела нација или пак сме некаде можеби на средина. Ќе видиме што ќе ни каже доктор Танер од неговото секојдневно искуство како она што го работи или како ендокринолог. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Танер, би сакала од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен токму на оваа тема, дебелина, па ќе се вратиме повторно во студиото. Дебелината е медицинска состојба во која прекумерените телесни масти се акумулираат до степен што предизвикува несакано влијание врз здравјето, што доведува до намален просечен животен век или повеќе здравствени проблеми. Луѓето се сметаат за дебели кога нивниот индекс на телесна маса, односно мерка добиена кога ќе се подели тежината на лицето, во килограми со квадратот од висината на лицето во метри надминува 30 килограми. Дебелината ја зголемува веројатноста од различни болести, особено срцеви заболувања, тип 2 диабетес, обструктивна апнеа, одредени видови на рак, остеоартритис и астма. Дебелината најчесто се предизвикува поради комбинација на прекумерено внесување на енергија од храна, недостиг од физичка активност и генетска подложност, иако само мал број на случаи се предизвикани првенствено од гени, ендокрини нарушувања, лекарства или психијатриска болест. Има ограничени докази за ставот дека некои дебели луѓе малку јадат, но сепак се здебелуваат како резултат на бавниот метаболизам. Во просек, згоените луѓе трошат повеќе енергија отколку слабите, како резултат на енергијата што е потребна за да се одржи зголемената телесна маса. Исхраната и физичките вежби се основни во лекување на дебелината. Квалитетот на исхраната може да се подобри со намалување на конзумирањето на храна со висока енергетска вредност, како што е храна богата со масноти и шеќери, како и со зголемено внесување на диететски влакна. Може да се земаат и лекарства против дебелина, за да се намали апетитот или да се стагнира апсорбцијата на масноти, заедно со соодветна исхрана. Дебелината е главна причина за смрт што може да се спречи во светот со зголемена превалентност кај возрастните и децата, а властите ја сметаат како еден од најсериозните проблеми на јавното здравство во 21 век. Дебелината е стигматизирана во најголем дел од модерниот свет, особено во западниот свет, иако во минатото на истата се гледало како на символ на богатство и плодност, и се уште е така во некои делови од светот. Дебелината е болест во која прекумерените масти се акумулираат до тој степен што може да имаат несакан ефект врз здравјето. Тоа е дефинирано со индексот на телесна маса и потоа се проценува во однос на распоредот на масноти преку сооднос на струк и колкови и се вкупните фактори за кардиоваскуларен ризик. Кај децата здравата тежина варира во зависност од возраста и полот. Дебелината кај децата и адолесцентите не е дефинирана како апсолутен број, туку истата е поврзана со историски нормална група, така што дебелина е ако ITM е поголем од 95-тиот перцентил. Референтните податоци врз основа на кои се базираат овие перцентили датираат од периодот помеѓу 1963 и 1994 година, а на нив не влијае тековното зголемување на тежината. Зголемената телесна тежина е поврзана со различни заболувања, особено кардиоваскуларни, диабетис мелитус тип 2, обструктивна апнеа, одредени видови на рак, остеоартритис и астма. Како резултат на тоа, дебелината доведува до намалување на животниот.
Да, еве од прилогот можевте да се информирате малку поопширно што представува дебелината, меѓутоа денеска со мене во студиото, како што напоменав и на почетокот, уште еднаш ќе повторам за оние што подоцна се вклучуваат, е доктор Танер Хасан, кој што е специјалист интернист, субспецијалист ендокринолог и ни доаѓа од Градската општа болница 8 септември. Ви благодарам што одвоивте време и чест ми е што сте денес во ваш термин. Ви благодарам и јас за поканата. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Значи, дебелината, кажав, е еден проблем. Дури може да се каже, како што разговаравме пред малку, дека веќе како диагноза. Да. Се поставува и како проблем здравствен. Се одбележа светскиот ден, беше 4 март, ние малку нели подоцна, меѓутоа сепак да го одбележиме и ние во ваш термин, затоа ве повикав. Па што представува дебелината? Еве вака вие, како одговорен за доктор за овие проблеми да ни објасните уште еднаш. Да, дебелината, како и другите ендокринолошки заболувања, влегува во склопот на ендокринолошките заболувања. Добро што имаме светски ден 4 март за дебелина во знак на обезноста, за да се подигне свеста кај популацијата за дебелината. Дебелината представува една ендокринолошка болест, што во себе вклучува пореметување на различни метаболични параметри, како што се тежината, килажата кај пациентот, исто така липидните параметри, односно маснотиите кај пациентиве, крвниот притисок, обемот на струкот, односно на половината, и исто така и нивото на шекерот се пореметува во организмот. Овие се 5 параметри што ги најважните параметри што се потребни за диагноза на метаболичен синдром кај пациентиве. 3 од овие параметри ако ги има пациентот, можеме слободно да кажеме дека пациентот има метаболичен синдром, а од овие параметри најзначајно е индекс на телесна маса и обемот на струкот кај пациентиве. Кај мажите овој обем на половината треба да биде под 102 сантиметри, зборувам за европската популација, а кај жените треба да биде под 88 сантиметри. Сите тие што имаат вредности над овие референтни граници, се зборува дека се работи за обезност, односно дебелина кај овие пациенти. Овие пациенти исто така имаат ризик за други компликации, други болести, а меѓу нив најважни се кардиоваскуларните заболувања, кои што се многу чести кај дебелите луѓе, исто така имаат ризик за хиперлипидемија, односно за атеросклероза кај луѓево. Исто така имаат висок ризик за појава на диабетес, било да е тоа предиабетес, односно претходната фаза на диабетот или манифестен тип на диабетес. Исто така имаат ризик за различни малигни заболувања, мускулоскелетни заболувања и други низа болести кои што многу често ги среќаваме во нашава секојдневна пракса. Така. Обично, кажавте, дебелината се диагностицира веќе како здравствен проблем. Дали само со овие параметри кои што ги споменавте, кои што го опфаќаат метаболниот синдром, се диагностицира дека еден човек се соочува со обезност или дебелина, или пак само кога се покачени килограмите, бидејќи се случува па некојаш некој човек да има одвише килограми, меѓутоа крвната слика да му е во ред. Се случува и таков пример? Да, се случува и тоа кај дел од луѓе, мал дел се тие на пациенти. Меѓутоа за дебелината диагнозата е многу лесна, значи можеме одма да се ако има според оние параметри прекумерна тежина, тогаш веќе се работи за дебелина, односно обезност. Имаме индекс на телесна маса, тој индекс треба да биде под 20 килограми врз метар квадрат. Ако е под 25 килограми врз метар квадрат, значи е во нормални граници, не се работи за дебелина. Меѓутоа, ако е од 25 до 30, тоа е прекумерна телесна тежина и од 30 нагоре веќе рачунаме дека се работи за обезност. И има прва класа на обезност, втора, трета класа за морбидни обезни пациенти зборуваме, тие имаат индекс над 40. За такви пациенти, покрај ова промена на животниот стил, препорачуваме фармаколошка или баријатрична хирургија кај овие пациенти. Меѓутоа, многу лесно е да се воспостави дали се работи точно за дебелина или не. Како што рековте и вие пред малку, може дел од луѓево што се дебели, може да ги рачунаме и како здрави,
Меѓутоа, нив можеме да ги рачунаме здрави само во тој период кога доаѓаат на преглед кај нас и со тие параметри што ги правиме, ако се во ред лабораториските анализи. Меѓутоа, тоа не значи дека во иднина тие нема да се разболат или немаат ризик за други болести. Обично овие пациенти за многу кратко време, тоа е од 5 до 10 години, може пак да развијат диабетес или кардиоваскуларни болести или други компликации што настануваат од самата дебелина. Меѓутоа, во тој период, кога доаѓаат на преглед, може некогаш лабораториските анализи да бидат сите во ред. Меѓутоа, самата дебелина, индексот, не е во ред. И не тоа е во ред, значи сепак и да се во ред параметрите веќе се поставува како диагноза. Да. Так. Кога веќе нели ќе дојдат кај вас и кога веќе ќе им поставите диагноза нели обезност, еве први да почнеме со она кога немаат проблем со крвната слика. Што им препорачувате тогаш? Првенствено сепак да намалат тежината? Да. И тогаш препорачувам, пошто тие имаат висок ризик за други за да не добијат други проблеми, за да не добијат, за превентивно треба да се делува кај овие пациенти. И првенствено кај нив го менуваме животниот стил, кај пациентиве, животните навики и физичката активност што треба да се зголеми и најважната работа е да се регулира и сраната кај овие пациенти, да се намалат калориите, да се намалат внесот на јаглените хидрати, да се намалат внесот на мастите кај овие пациенти. Препорачуваме медитеранска исхрана кај овие пациенти, ако имаат потреба ги пренасочуваме и кај нутриционист да се одреди една диета што треба да продолжи пациентот да се придржува након таа диета. И после тоа, ако имаме успех во тоа, во текот на 3 до 6 месеци продолжуваме со тие препораки без фармаколошка терапија или нешто друго. Меѓутоа, кај тие пациенти имаме такви, скоро пола од тие пациенти немаат многу голем успех само со промена на исхраната или животниот стил. Кај нив препорачуваме фармаколошка терапија како втора линија на терапија, веќе денеска имаме и во нашава земја, во Македонија, а исто така и доколку и во тој период немаме успех кај пациентиве покрај фармаколошката терапија, тогаш одиме на трета опција, а таа е последната опција што многу како ендокринолози ние не сакаме. Меѓутоа сепак препорачуваме кај пациентите, а тоа е бариатрична или метаболична хирургија. Каде што се прави стеснување на Да, желудникот? стеснување на желудникот или бајпас на желудникот може да се направи директно, да се хранопроводот да се поврзе на цревата. Има неколку вида на такви операции, со тоа може да намалуваат пациентиве, меѓутоа тоа е еднаш кога ќе се направи веќе по цел живот пациентот пак треба, нема назад, нема враќање назад, пак треба да внимава на диетата, пак треба да зема суплементи пошто настануваат други пореметувања во организмот, како што е апсорбција, бидејќи желудникот е тој што е најглавен орган за апсорбција на храната. Кога ќе се направи бајпас на желудникот, нема да се апсорбира како што треба храната и затоа цел живот ќе има недостаток на железо, недостаток на одредени елементи, микроелементи или витамини и цел живот ќе треба пациентот да продолжи со нивна суплементација. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, сите оние кои што не следите, имате некој ваков проблем или некој проблем кој што опфаќа ендокринологијата, слободно можете да ни се јавите на нашите познати телефони, да се вклучите во нашиот разговор и доколку имате некое прашање до мојот денешен соговорник доктор Танер Хасан, ќе може нели да се јавите и да не добиете. Ајде сега да го споменеме оној момент кога веќе се диагностицира метаболен синдром. Кажавме треба да бидат покачени 3 параметри, да бидат покачен шеќерот, триглицеридите и холестеролот, да речеме. Што потоа следи? Бидејќи кога веќе нели ќе се случи покачување на овие 3 параметри, тука веќе се добива ризик за други заболувања, како што се срцевите проблеми и така натаму. Што потоа вие како специјалист им препорачувате на пациентите? Им давате некоја терапија за намалување или што? Па зависи од параметрите, кој параметар е пореметен, во однос на тој параметар се индицира терапија. Ако се работи за пореметување во липидниот статус, даваме антилипидска терапија за да се намали нивото на мастите во крвта. Ако се работи за крвен притисок, висок крвен притисок, обавезно треба да се почне со антихипертензивна терапија. Доколку се работи на пореметување, односно покачување на шеќерот, обавезно почнуваме со прва линија, имаме таблетарна терапија.
па после тоа во зависност од контролите кај пациентот може да се коригираат тие терапии. Меѓутоа, заедно со оваа терапија треба да се знае дека само терапијата не е во ред и нема успех доволно само ако се придржуваме само на терапијата, а све другото оставаме. Значи, првенствено е кај овие пациенти да се промени начинот на живење, да се зголеми физичката активност и да се среди исхраната кај пациентите. После тоа доаѓа терапијата. Значи, прво се пробува на малку поинаков начин, па потоа терапија. Значи 50%, јас секогаш викам во амбулантава кога доаѓаат пациентиве, 50% зависи од пациентот, 50% зависи од докторот, односно од ординираната терапија. Првото од пациентот тие 50%, ако ги немаме, не можеме да зборуваме дека имаме успех во терапијата кај овие пациенти. Би ја прашала вака, докторе, ние сме дебела нација? Па сме. Или одиме кон тоа? Сме. Сега, за жал, сме и во светот многу има. Сега, последните информации од Светското здружение на обезноста во светот, од информација од 21 година, тие податоци што ги имаме од лани, околу 650 милиони има, што се диагностицирани со обезност, значи имаат индекс над 30. Меѓутоа имаме и пациенти што се со прекумерна телесна тежина, што во многу краток период ќе имаат. Може да отидат до тој степен. Значи, од прилика секој од 7 до 8 луѓе еден е обезен во светот, од светската популација, можеме слободно да кажеме. И за жал сега се повеќе имаме и млади пациенти, посебно кај децава, кај адолесцентите. За жал, поради намалувањето на физичката активност и седентарниот живот, цело време во седечка состојба децава и со зголемување на калоричната исхрана. Имаме многу дебели адолесцентни деца и што имаат исто така висок ризик за диабетес тип 2. За жал, во секојдневната пракса веќе имаме деца што доаѓаат со диабетес тип 2, што не било пример да порано, пред 10, 15 или 20 години, знаеме дека кај децата повеќе 90% е со тип 1 диабетес, меѓутоа сега таа теза веќе се смени. Веќе имаме деца со тип 2 диабетес, кај што треба да се внимава многу на дебелината. Пошто овие во наредниот период од своите животи имаат голем ризик за обезност. И сега еден друг момент тука би го вклучила, бидејќи 2 години веќе како сме во ковид пандемија, многумина од оние кои што има компликации од вирусот и кои што за жал дури почина, се велеше има прекумерна телесна тежина. Зошто толку ковидот беше пресудно да направи компликација кај овие заради ова што го говориме досега? Можеби некој не бил ни свесен дека има, можеби покачани масти и така натаму. Дел од тие пациенти што прележаа ковид или има потреба од болничко лекување, тогаш додека се правиа тие лабораториски анализи или испитување, се откриваше дека имаат диабет или дека имаат хиперлипидемија или висок крвен притисок. И затоа овие пациенти, повеќето како што нагласивте и вие, дебелите пациенти што прележува или има потреба од болничко лекување, за жал делот нив завршува и во ковид интензивна. Има потреба од терапија во интензивна нега, значи таа е многу сериозна терапија. Овие пациенти имаат проблеми со респираторниот систем, волуменот на белите дробови се намалува кај овие пациенти и може да имаат поради дебелината и слип апнеа навечер да останат подолг период, неколку повеќе од 10 секунди без див, а тоа да не приметуваат. Исто така овие пациенти, тие што се дебели, имаат и други коморбидитети како што е диабетесот или кардиоваскуларните проблеми, проблеми со циркулацијата, повеќе на екстремитетите на нозете, исто така. И кај овие пациенти тие исто така имаат голем ризик за фрлање на тромб или на тромботични состојби кај пациентиве. И повеќето од овие пациенти со емболија завршуваа на крај, на белодробна емболија, и за жал делот нив и ги губевме токму заради оваа емболија. А најголема причина за таа емболија е еден од главните причини е дебелината. Јас себе ќе презентирам една информација која што пред да почне емисијата ја извадив. Значи се работи за едно истражување во Турција. Значи, вели вака, резултатите од мета-анализата извршена од страна на турски научници во врска со поврзаноста на вишок од килограми со новиот вид коронавирус, во чии рамки се комбинирани резултатите на 19 меѓународни истражувања, открија дека обезноста е важен фактор за ризик што се однесува до поминувањето на COVID-19 на потежок начин и дека негативно влијае врз текот на болеста.
значи, во последниот период се извршени научни истражувања во врска со поврзаноста помеѓу угоеноста и COVID-19 и професор доктор Окан Булент Йилдис, професор на одделот за ендокринологија и метаболизам на Медицинскиот факултет во Турција, вели во ХДТП во Турција. Така, точно. Да. Тој вели дека и текако има обезноста многу важно влијание врз текот на COVID-19, бидејќи нели кај нас кога се споменаше имаше прекумерна телесна тежина, значи како? Сите некако, знаеш, не им беше јасно зошто е тоа така, меѓутоа и текако има голема улога на оние кои што имаат вишок килограми, дека навистина потешко се справија со дури, како што кажав, завршија и веќе се рачуна како независен ризик фактор од негативните, лошите фактори за COVID-19 во прогнозата. Така. Дебелината, диабетесот и кардиоваскуларните заболувања. Значи, овие три категории на луѓе што ги имаат еден или повеќе параметри, односно коморбидитети, позитивни, кај нив прогнозата е за жал многу полоша во споредба со тие пациенти што ги немаат овие коморбидитети. Така, како да се справиме со овој проблем? Значи, прво освен тоа што кажавте дека нели се препишува некоја терапија, што друго се презема? Има ли некој нов начин на треба кај пациентиве тоа да се мотивираат пациентиве и прво треба да се зема дозвола од пациентот да се зборува на оваа тема, односно повеќе се работи за психолошка состојба, односно психичка состојба кај пациентиве. Прво треба болеста да се прифати и треба да се прифати дека дебелината представува болест. Дека треба да се лекува, дека може да се превенира, тоа е најважната работа. Ако сакаме, можеме да превенираме, да немаме дебелина, да не се работи за обезност, да не се третираме поради обезноста. Со тоа треба добар диалог со пациентот. Ако треба, може да се зема и помош од психијатар или психолог, во зависност дали установата располага со таков кадар. Ако има таков кадар, многу добро е да се зема помош и од нив, да се побара консултација и да се делува мултисистемски, односно повеќе доктори да бидат вклучени во лекувањето на пациентот, да има и нутриционист, и ендокринолог, и психолог за психолошка поддршка и според тоа ќе има многу поголем успех во терапијата на пациентот. Штом ќе го прифати пациентот, значи болеста ако се прифати лесно од страна на пациентот, многу лесно е и за докторот, односно за екипата што го третира пациентот. После тоа почнува промените што треба да ги направи во секојдневниот живот пациентот, да ја смени исхраната, животниот стил, да ја зголеми малку физичката активност, а таа активност треба најмалку во текот на недела дена да има од 200 до 300 минути физичка активност најмалку, или околу 5 до 10.000 чекори секојдневно да прави пациентот. После тоа, во зависност од потребите, ако има потреба понатаму, значи сите овие претходни испитување, после испитувањата што ги и препораките наши, во текот на 3 до 6 месеци го следиме пациентот ние. Ако имаме успех, а за да зборуваме за успех, треба најмалку од 5 до 10% од вкупната тежина да изгуби пациентот. Ако во текот на тој период ако изгуби 5 до 10% од вкупната тежина, значи сме во добар пат и можеме да продолжиме без терапија кај пациентот, само со промена на животниот стил. Меѓутоа, доколку немаме добар успех, ако процентуално од вкупната тежина се губи помалку од 5% кај пациентот во текот на тој период, тогаш поминуваме на втората линија на фармаколошката терапија. Меѓутоа, сепак тука треба пациентот тоа да го прифати. Ако не прифаќа пациентот, многу тешко и тоа не е неетички да се почне со терапија или да се препорача нешто друго на пациентот. Првенствено треба да се има добар диалог со пациентот, да верува во докторот пациентот и да верува дека само животниот стил или исхраната или фармаколошката терапија не само што ќе ја намали тежината, туку ќе го спречи и појавата на другите коморбидитети кај пациентот, што се многу сериозни и може да го скрати животот кај него. Ајде што еднаш ќе се обратам до режија, може да ги спиша телефоните на екранот, за да ако некој нели сака да ни искомуницира, да може да не доби да се вклучи во нашиот разговор. Значи имаме уште 15 минути време за да оставиме простори на нашите гледачи. Докторе, значи кажавте пред да влеземе во живо во емисија дека постои некоја инекција која што се става за да
Тоа е Се намали апетитот? Да. Добро. Па се оваа терапија, нова терапија, уствари во светот веќе ја има оваа терапија скоро 5 до 6 години наназад, меѓутоа и кај нас од прошлата година имаме една нова програма од Министерството за здравство и во таа програма можеме да ги вклучиме дел од овие пациенти што стварно имаат потреба од ваква една терапија. Претежно тие пациенти се и обезни и пациенти што имаат проблеми со шеќерот, односно имаат дополнително и диабетес. Првенствено нив ги препорачуваме таква терапија кај овие пациенти што ги имаат и двата болеста. Кај пациентиве што немаме многу успех, како што нагласив претhodно со животниот стил и исхраната, почнуваме со оваа фармаколошка терапија. Оваа фармаколошка терапија е природна терапија, односно се работи за еден хормон што се лачи од цревото, од гастроинтестиналниот систем и имаме во нашиот организам. Меѓутоа, ефектот на тој природен хормон, што се нарекува како GLP-1 хормон, овој хормон делува на центарот на ситост во мозокот, исто така намалува празнењето на желудникот и затоа пациентот се чувствува сит и нема нагони за јадење или повеќе исхрана. Се чувствува сит преку цел ден и има помалку потреба од јадење, односно од исхрана. И со такво дејство на овој лек ние добиваме успех во лекувањето на пациентот. Овие, како што рековте и вие, се во вид на инекции, се аплицираат субкутално, односно под кожа, исто како инсулинските пенкала се. И може да се аплицира, има пенкала што се аплицираат секој ден, еднаш дневно, и имаме една нова терапија, исто тие се пенкала, меѓутоа се аплицираат еднаш неделно. Овие пенкала, односно хормонот што се дава преку апликација, преку инјекција, значи има покрај делувањето на апетитот, намалува инсулинската резистенција кај овие пациенти, тие што имаат диабетес го намалува и шеќерот во крвта. И имаме добар успех и во контролирањето, односно во лекувањето на диабетесот кај овие пациенти. Тие пациенти што претhodно биле на инсулинска терапија, дел од нив се намалува дозата, потребите од инсулинските дози. Тие што се боцкале 2 пати или 4 пати на ден со инсулин, со оваа дополнителна терапија што даваме и за обезноста, може само со еднаш дневно боцкање на инсулин да го регулираат шеќерот, односно диабетот, и со така да имаат плюс дополнително да се позитивно дејства и за дебелината, односно да се намали и дебелината кај овие пациенти. За успех можеме да зборуваме дека имаме и во секојдневната пракса наша, до сега повеќе од 100 пациенти скоро за година дена имаме што се вклучени со оваа терапија и имаме голем успех. Во просек во период од 6 месеци пациентите губат од 5 до 10, кај мал дел од нив дури и 15% од вкупната телесна тежина. И многу лесно е тоа да прифатат пациентиве. Обично кога кажуваме на пациентиве дека имаме фармаколошка терапија, тие одма сакаат да се префрлат на фармаколошка терапија. И така многу се мотивирани да ја примаат оваа терапија, пошто ефектите многу брзо, за многу краток период се гледа. И после тоа штом ќе видат ефектот на лекот и отма после тоа се придржуваат и на исхраната и на животниот стил. И сега неизбежно ми е, имаме уште 10 минути време да ве прашам каква е состојбата во однос на сите оние пост-ковид проблеми со здравјето кога станува збор еве од вашиот домен, бидејќи нели вирусот беше мултисистемски, ги зафаќаше нели повеќе системи во нашиот организам, од циркулаторен, од дури тироидните проблеми се јавува и така натаму, значи проблеми со дишењето. Дали почувствувавте или забележавте дека на вистина имате зголемен број на пациенти кои што имаат проблеми после прилежан ковид во однос на ова што вие го работите? Како стојат сега работите, бидејќи можев да слушнам од чисто да се информирам дека на вистина многу од оние кои што прилежаа ковид имаат пост-ковид други проблеми со здравјето. Да, дел од овие пациенти што прележаа ковид, дел од нив имаат симптоми што може да продолжат неколку месеци после тоа или година дена. Тоа се зборува за лонг ковид, односно ковид со долго траење кај пациентиве, има такви пациенти.
Дел од нив што претhodно немале, например, од овие метаболните параметри, например диабетес, тие што немале, во текот на ковидот може да се развие диабетес кај овие пациентиве. И за жал, кај 10% од овие пациенти, тоа покажуваат и студиите направени до сега, 10% од овие пациенти и понатаму после ковидот остануваат со диабетес, имаат потреба лекување. Си добиваат проблем добиваат во текот здравствен. на лекувањето од ковид и после тоа продолжуваат 10% од овие пациенти. Кај дел од нив после ковидот едно известно време продолжуваат со терапија за диабетес, меѓутоа после неколку месеци веќе се нормализира гликемијата во крвта и немаат потреба од терапија. Меѓутоа неколку месеци може тоа да трае. Дел од овие пациенти имаат и психолошки, психички проблеми, кој што може да трае подолг период. Тие најповеќето од овие пациенти се жалат од несоници, од тахикардии, од чувство на замор, малаксаност, кој што баш завчера имавме таков еден пациент што добил и диабетес во текот на лекувањето од ковид, а исто така има и психички проблеми што трае веќе година дена наназад. Исто така овие пациенти во текот на лекувањето од ковид, нели, повеќето од пациентиве што имаат потреба од болничко лекување, покрај другата терапија што даваме, најчесто даваме и кортикостероиди кај овие пациенти, а кортикостероидите знаеме дека провоцираат диабетес, односно пациентиве и ги пореметуваат овие метаболни. А неизбежно ли беше да давате кортикостероиди кога требаше да се третира ковид? Тие што имаат проблеми. Бевте вклучени, па затоа да прашам. Тие што имаат проблеми со респираторниот систем, значи, односно сериозни, им се даде, добро. Сериозни проблеми кои што имаат што се пациенти што ниска сатурација на кислород, кои што имаат потреба од кислородна поддршка, тие пациенти 90% имаат потреба и од терапија со кортико. Добро. Од почетокот, нели, на самиот почеток се кажува дека не треба да се дава кортикостероиди, меѓутоа за многу краток период, после неколку месеци веќе се почна со кортикостероиди и веќе сега даваме и високи дози на кортикостероиди, пулсни терапии некојаш даваме и сето ова негативно делува врз овие метаболни параметри, како на липидите, така на гликемијата, на крвниот притисок, притисок кај пациентиве, на психичката состојба, исто така и кортикостероидите, не само вирусот, туку и кортикостероидите делуваат на психичката состојба кај пациентите. Добро, велите на оние кои што треба да им се дава, меѓутоа дали се случило да некој има поминато ковид не во болничко лекување, а да има пореметување на Има и такви пациенти има кои што немале проблеми со респираторниот систем. Тоа самиот вирус го има направено проблем? Да, самиот вирус има, тие се АЦ рецептори, ги нарекуваме ние. Тие рецептори има скоро во сите органи низ телото, има во срцето, во бубрезите, во мозокот има такви, има во цревата, сегде има, во панкреасот. Добро. И баш во тие рецептори делува вирусот, например во панкреасот ќе делува, ќе се поврза на тие рецептори и после со тие рецептори ги пореметува функцијата на бета клетките што лачи инсулин. Или во срцето ќе делува на тие рецептори, ќе направи кај пациентот да чувствува тахикардија или да имаат миокардит, например, воспаление на мембраната на срцето. Исто така може да делуваат на желудникот, може да делуваат на црниот дроб, на повеќе места делуваат и затоа сите органи даваат различни симптоми. Дел од овие симптоми и после тоа остануваат подолг период да бидат присутни кај пациентот. Не само за тие што имаат болничка потреба, болничко лекување, и кај другите пациенти што немаат. Во домашни услови се лекува, нема проблеми со респираторниот систем, има проблеми со други органи, например, со мозокот, со срцето и подолг период ќе ги чувствува овие симптоми. Сакате да кажете дека може да биде тоа одреден период па да се врати се во нормала или? Може, да. Сте имале таков случај во практика? Да, кај што проложува од 6 месеци до година дена, година и пол дена и после тоа полека да се среди и да нема потреба од дополнителна терапија на пациентот, да се исклучат сите терапевски методи. Значи во секој случај навистина вирусот направи многу проблеми. За жал, и многу научивме од ковидот, пошто тоа беше една непозната тема во медицината и затоа работевме и учевме додека работевме, заедно со пациентиве, така и ние лекарите. А колку пак влијаеше на зголемување на дебелината кај луѓето? И тоа можев да забележам дека многу од луѓето
си ги покачија своите килограми со оглед на тоа дека бевме затворени повеќе, нели, па повеќе се свртивме кон дома, кон храна, немаше многу физички активности и така натаму. Немаше физичка активност, затворени бевме подолг период. Влијаеше и на зголемување на обезноста кај луѓето? Делува на обезноста, делува и на псијата, на поголем дел на пациентиве добија депресија во домашни услови цело време, во затворен простор. И кај дел од пациентите самата депресија може да отвори повеќе апетит. Дел од пациентите јадат повеќе, а дел од нив може и да се затвори апетитот, да слабеат многу. Ние едното и другото не сакаме како ендокринолози, туку да биде во нормални граници, тежината кај луѓево, бидејќи двете состојби се негативно може да делуваат за здравјето. Така. Како што кажавме, дебелината предизвика повеќе типови на проблеми, кажавме шеќерна болест, значи диабет, проблеми со тироидната жлезда, срцеви заболувања, некои видови на канцер и така натаму. Што можете ли вака да издвоите од сите овие проблеми нешто што е најголем проблем во моментов? Од дебелината? Од дебелината, да иницира нешто што го споменавме како здравствен проблем. Па најважно е кардиоваскуларните проблеми. Најчести се тие срцевите удари, пошто тие 90% од пациентите имаат хиперлипидемија, и се провоцира атеросклероза кај овие, се пореметува циркулацијата на крвта и настанува затнување на еден или повеќе крвни садови. И најчесто завршуваат со коронарографија овие пациенти. Исто така и емболијата, исто е голем ризик фактор за здравјето и смртноста се зголемува кај овие пациенти, пошто имаат многу чести напади на емболии во организмот. И затоа овие се најчестите, односно што имаат најсериозни компликации и кај што делуваат многу негативно на смртност на кај овие пациенти се кардиоваскуларните болести и мозочните исто така, и мозочните проблеми, мозочен удар на пример, и тоа влегува во склопот на овие кардиоваскуларни компликации што настануваат од дебелината. А од овие другиве проблеми? Од другите имаме ендокринолошки хормонални пореметувања кај пациенти, повеќе кај жениве, исто така пореметување на менструални циклуси, на провоцирање, односно настанување на полицистични јајници и после тоа се пореметува и репродуктивниот систем кај женскава популација. Исто така и кај машка популација, и тие имаат негативен ефект и кај мажите. Се намалува хормоналниот стат, односно андрогените кај мажите може да имаат хипогонадизам, да имаат проблеми со импотенцијата и други работи. И исто така на тироидниот систем, како што рековте, на тироидните хормони, на хипофизата, на надбубрежните жлезди исто така може да делува, може да провоцира лачење на повеќе кортизон од надбубрежните жлезди и да има појава на кушингоиден изглед, фенотип на кушинг болест. И затоа овие пациенти треба многу добро и мултисистемски да бидат евалуирани како што треба и да се делува од повеќе аспекти. Не само да се гледа да се намали само дебелината, него да се тоа заедно со дебелината и другите параметри. Сега вака како за крај би сакала да ве прашам, бидејќи секогаш ние нели во секојдневието ќе почувствуваме некој проблем, дали срцебиење, дали малку замор, можеби ноќно потење или ќе приметиме дека сме покачиле некој килограм повеќе. Кои се оние симптоми кои што треба да не наведат дека треба да ве посетиме вас како специјалист, за да видите што се случува во нашето тело, дали имаме некој проблем од типот, нели, дали имаме, не дај Боже, шеќер, дали имаме проблем со тироидната и така натаму. Првоствено да исклучиме дебелината, значи дебелината ако има мора да се посети, После тоа, во редовните систематски прегледи, например, нели одиме барем еднаш годишно тоа се прави, да се провери гликемијата во крвта, ама не само на гладно, туку и после оброк. Добро. Што многу е значено да се провери, пациентот може подолг период да има гликемија на гладно во нормални граници, а после оброк, тоа е 2 сати, постпрандијалната гликемија да е висока и да има диабетес. А диагнозата да се закасни со диагноза кај пациентиве. Меѓутоа, тоа е веќе пракса во Македонија, само на гладно се мери гликемијата. Да, обично така. Да, обично само на гладно се прават овие анализи, да се внимава на кај женската популација на менструални циклуси, ако имаат проблеми, пореметување, закаснување, обавезно треба да се провери. Тие пациенти што имаат чувство на замор, малаксаност, опаѓање на косата,
сува кожа или обратно влажна кожа, тахикардија, обавезно треба да се провери тироидните хормони, да бидат проверени. Тие што имаат проблеми со дебелината, обавезно и кортизолот да се провери во организмот, дали се работи за прекумерно лачење на кортизолот и тоа да провоцира дебелина. Сите овие работи, или ако имаат проблеми со мускулоскелетниот систем кај пациентиве, што немаат кондиција за пешачење, за физичка активност, и кај нив треба обавезно да се направат анализи, испитувања, било да е тоа лабораториски или методи со рентген снимки или компјутер анализи, такви може да се направат кај овие пациенти. Така. Се надевам дека се тоа вие што го кажавте како совет на крај за се ова што представува како проблем во однос на здравјето, ако ги забележат сите овие симптоми, дека веднаш треба да реагираат и да посетат еден специјалист и да си направат крвна слика за да видат дали станува збор за некој проблем кој што вие го третирате. А како што кажавме на почетокот, значи говориме за дебелината, ако имаат прекумерена телесна тежина, веднаш да се јават на доктор. Да. Доктор Танер, јас ви благодарам за денес и чест ми е што бевте за прв пат гостин во ваш термин. Се надевам дека соработката и ја започнуваме, па повторно ќе бидете дел од ваш термин да говориме за некоја друга тема, бидејќи нели вие ендокринолозите опфаќате еден голем спектар на проблеми со здравјето. Ви благодарам и јас за поканата, ми беше чест и мене. Така. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение. Имете добро здравје, грижите се за своето здравје. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.